Денеска во ова студио со професор доктор Трајан Гоцевски, прв цивилен министер за одбрана на самостојна и независна Македонија и актуелен член на Советот за безбедност на председателот на Република Северна Македонија. Професоре, добар ден, добре дојдовте. Добар ден и нека ни се срекни празниците. Така, јас да се пофалам пред гледачите, ми подаривте две книги, камерата мислам дека ќе ги фати. Едната е Македонска армија, формирање и развој. Збор 2 за неа, само збор 2. Па видете, ние минатата година одбележавме 30 години од формирањето на нашата армија, бидејќи јас сум од почетокот еден од креаторите и на моделот на одбраната и мирното одвојување од Југославија и формирањето на армијата. Понатаму предлогот за заштедување во НАТО и завршувањето на тој процес, значи го следев сите овие 30 години и логично беше од тоа да се одолжа на нашата јавност, на сите оние кои што придонесуваат за тоа и затоа се направени овие две книги. Значи едната е лично мој текст комплет, другото се 10 интервјуа дадени за Македонското радио. Ова е втората книга, камера, да, благодарам. Тоа се за интервјуата што ги имате дадено за Македонското радио Скопје. Пак по повод 30 години Македонска армија. И вака ставени меѓу две корици остануваат како трајна вредност за сите нас и за особено за младите генерации за македонската историја. Па се надевам, така треба да биде. Ајде вака малку лично, орден за воени заслуги за првиот министер за одбрана Трајан Гоцевски, дури по 30 години едно вакво признание задоцнето ли е? Прво ви кажав дека се работи за една многу клучна работа, тоа е формирањето на армијата на Република Македонија и реков се до нејзиното заштедување во НАТО. Само ќе потсетам на една работа, мене ми е драго што го добив тој орден. Тоа одличие затоа што кога државата се одолжува кон некого, тоа е сепак внимание. Поминаа 30 години, имаше доста дебати, тие се одвиваат по балкански начин 20 години наназад и по повод на 10 годишнината, 20 годишнината, 25 годишнината, меѓутоа сепак на крајот Генералштабот и Војната академија, на кој сум им благодарен, го покрена тоа како прашање. Председателот на државата, господин Пендаровски, со указ ми го додели тоа признание. Дали е задостето или не, кај нас знаете наградите во последните 2 децении особено, секој пат се дебатираат од различни агли. Не од тоа доприносот дали е каков и докаде, но обично од други причини, дали се тоа од партиски, дали од други припадности, дали од лобирање и така натаму. Така да јас се исчекав и благодарам, мислам дека вистинските вредности секогаш доаѓаат на површина од суети, нели? Да, не сум, вие знаете, не сум човек кој прави галами за така. Професоре, ќе ми дозволите мал изглед, условно да речам, да направам од концептот на нашиот разговор денеска, 30 минути, 35 минути. Пред некој ден на телевизија гледам еден ваш колега професор, додеше од техничките факултети, вели меѓу 4 слаби точки, наброј 1, 2, 3, 4, не знам, корупција, систем, политики, партии и така натаму, и четвртата е, како слаба точка, ја спомна македонската армија. И си велам, чекајте сега. Имаме носачи на авиони веќе како армија. Имаме не знам колку илјадници, фантоми, авиони или не знам се какви ракети и така натаму. Македонската армија сега и НАТО армија, тоа значи дека Македонија е со моќна армија. Можеме ли така да дефинираме на некој начин во рамките на низиниот вкупен придонес во НАТО? Не го знам, не сум го слушнал коментарот. Секој има право, нели, во едно демократско општество да изнесе свое мислење, која е реалноста. Значи, прво, ако не беше формирана македонската армија, нашата држава не можеше да профункционира како независна држава. Тоа е клучното прашање кое во нашата јавност не е многу расправано. Тоа значи дека кога ние прогласивме независна држава, станавме територија која нема своја армија, нема гарант за нејзиниот територијален интегритет, а имаме туѓа војска која е силна и која ни велеше од 4 до 6 часа можеме воено да ве окупираме, односно да воведеме воена управа, доколку не слушате. Една војска која беше заедничка, па стана преку ноќ, што се вели во тие прегрежија 90-ти. Сега, од тогаш до сега, значи, втората работа е нашата армија придонесе најмногу и јас затоа ја нарекувам
амбасадор од највисок ранг, која што придонесе Македонија како држава да влезе во колективниот систем за одбрана, а тоа е НАТО, да го користи членот 5 и денеска ние кога зборуваме за нашата армија, за нејзината моќ и за нејзината мисија, ние влегуваме во колективен систем, каде што сите ресурси кои што ги има нашата армија се дел од воените и другите структури на НАТО и последниот посета на генералниот секретар во Скопје пред непол месец, знаете која беше пораката, дека доколку некој се обиде било која членка, вклучувајќи и Македонија, се има работа со целото НАТО. Нашата армија, значи, има големо искуство, таа е трансформирана по сите стандарди на НАТО, има капацитети толкави како што ги проценуваат од НАТО, тие се доволни. Денеска нашата армија, според и капацитетите на нашата држава, е сосема добро структурирана, опремена и сега за прв пат имаме 10 годишен план за развој на армијата, кој што некаде треба опфаќа околу близу 1 милиарда евра инвестиции, за да таа може да си ги исполнува своите задачи. Првичната вест што дојде од како стапивме во НАТО, дека грчкото воздухопловство ќе го брани воздушниот простор на Македонија, па бугарскиот и не знам кој, сушност НАТО армијата брани? Да, ние треба така да се навикнеме, дека тоа се, значи, структури на НАТО. За јавноста, колку е една реченица. Значи, првиот чекор, кога станувате член на НАТО, значи, системот за врски ги се преземаат и се координираат од НАТО. Од тука натаму, значи, секое придвижување на било каков воен објект, авион, не знам како што, или било каква потенцијална закана, таа се следи за НАТО. И ја следат, значи, капацитети кои ги има НАТО. Сега мислам дека Италија, ова беше Грција во почетокот, Бугарија сакаше, меѓутоа, па кај соседите тоа веднаш создава една клима на ние почнуваме калкулации да правиме, тоа не е лошо, значи тоа е во рамките на НАТО и тој стандард треба да го почитуваме. Професоре Гоцевски, ќе позборуваме подолу уште за некои работи, но сега во контекст на ова тема. 32 години самостојна Македонија, професорот Трајан Гоцевски, првиот цивилен министер на македонската армија, на самостојната македонска армија, е задоволен од состојбите генерално не како се движевме туку сега, како изгледа наша татковина, да речем. Разочарани сте, можеше поинаку, во неколку реченици, вашето чувство? Значи, ова треба да се зборува подолго, јас ќе го срочам во три дела. Значи, првото, како ние во тој момент замислувавме Македонија, како ја проектиравме, бидејќи тоа беше еден проект за создавање на држава во услови кога се распаѓаше Југославија како наша заедничка поранешна држава. Тоа беше многу сложен проект, во рамките на тоа, значи, беше и формирањето на армијата. Сега, во неколку збора, ние сакавме прво да имаме независна држава, суверена држава, македонска, демократска, европска, економски просперитетна, правна држава со висок степен на човекови права, слободни медиуми, ценета академска заедница, заштитен идентитет, култура и традиции, своја црква, своја армија и сите други национални институции и пред се последната реченица сакам да ја кажам, достојни граѓани кои нема да ја напуштаат својата татковина Македонија, која после толку векови добива независна држава. И што од ова е цврсто, а што е лабаво? Ова последново е многу лабаво, нели се иселуваат луѓето? Јас зборувам која беше проекцијата. Сега, денеска исто во неколку збора мора да признаеме, бидејќи често пати не треба и се да се критикува. Значи, денеска имаме многу видоизменета состојба, значи, пак ќе повторам, имаме независна држава, членка сме на Обединетите нации, што ќе рече дека ние сме дел од колективниот систем за безбедност, светскиот колективен систем за безбедност, членки сме значи на НАТО, дел сме од евроатлантската безбедносна зона со право на самоодбрана, значи во рамките на тој колективен систем. За нас многу е битно денеска, а се борим и тоа да не го пропуштам, се бориме
сме на чекор да ги отпочнеме, ние почнавме скрини процес, но треба преговорите со Европската Унија и треба да се обстане на тоа. Тоа се нашите 3 коридора кои тогаш ги зацртавме исто како ова. Значи денеска 2 се остварени, едната сме на половина пат. Пазете сега што е битно. Соединетите американски држави го подигнаа на високо ниво стратешкото партнерство со нас. Некој понатам да коментирам, секој добар аналитичар може да заклучи што значи тоа. Понатаму, ако ги анализирате последните неколку месеци, за прв пат во историјата на Македонија, како идеја, како проект за држава, застана сите релевантни меѓународни институции, фактори, држави, политичари. За Македонија тоа со, да речеме, неколку векови наназад никој пат не се, да речам, случува. Се заокружува процесот за Македонската православна црква, Охридска архиепископија за нејзиниот автокефален статус, што е исто така за нас многу битно. Имаме Македонска академија, имаме универзитети, и тоа премногу, имаме своја армија, членка на НАТО, и секако имаме други институции кои што на некој начин се некој атрибут за една модерна европска држава. Има и други работи, но тие се клучните. Сега, што од прилика не сработивме или го сработивме лошо? И јас ќе се обидам накратко да ги кажам како ја мислам. Првото клучно прашање кое секој добар аналитичар и човек кој вложил една, да речеме, едно каменче во овој мозаик наречен убава Македонија, е немањето слух за државните и националните интереси на државно ниво и зад кои се застанува и кои што не се напуштаат за 50, за 100 години. Се настојуваше повеќе пред тоа да се направи, тоа не се случи, иако ние имавме консенсус за влезот во Европска унија, за зачленувањето во Европска унија и во НАТО и за Обединетите нации, но гледате дека и денеска одредени, да речам, групации и така натаму, сепак тоа на некој начин не застанува така кажано машки зад него, за да имаме национален консенсус, бидејќи македонското општество влегува во Европската унија. Македонското општество влегува во НАТО. Македонското општество влегува во Обединетите нации. И затоа од нас се бара национален консенсус и национално единство, за да можеме атлантски и европски интеграции да ги довршиме. Втората работа која не ми се бендисува и таа е позната е приватизацијата. Значи, таа направи многу немир кај стотици илјади граѓани, се изместија многу работи. Македонија ја изгуби стопанската структура, која е база и за се друго. Ние, ако сакаме да имаме добра национална безбедност, мора да имаме економска база. Ако сакаме да имаме култура, наука, образование, мора да имаме добра економска база. Да се растори пазарот, можно ли беше да остаат тие крупни капацитети во едни такви околности? Секако дека е можно, ако приватизацијата имаше друг пат. Значи, ние дадовме, да речем, на тасна на еден круг на луѓе, кои не беа заинтересирани да ги задржат пазарите и да продолжат, како што е случајове со Словенија, и да ги задржат. Тоа е најклучна работа. Словенија задржа 93% од пазарите, а ние 95% ги изгубивме. Немаше економски ентузијазам. Значи, немаше, да, но имаше друго. Да се, значи, онеспособат капацитетите, да се земат, што се вели, без пари. Тие даваше една добра комоција за тој круг на луѓе кои беа во тие менаџерски тимови и тоа, мислам, го направивме многу лошо. Тие простори, професоре, денес се берем во Скопје па и во другиве градови добра локација за урбанизам, за градење станови, така, локациите остане атрактивни, колективите, производствени капацитети пропаднаа. Да, ама тоа не носи, тоа не е капитал кој се има обрат. Да, именно. Тоа се умртвува тој капитал. Тоа е мојата забелешка. Да, и во еден сегмент исто се во тој комплекс, да речам, на таа приватизација, еден добар дел од капиталот со кој Македонија располагаше и како држава и ден денеска тој не е тука, се враќа наводно по некакви линии, но и тоа до ден денеска не се расчисти. Натаму само ќе напомнам, партизацијата никој не очекуваше дека ние до таму ќе отидеме, партизација на се и се што. Значи, тоа изгуби исто што викате вие мотивација кај најперспективните луѓе, после ова што се случи со приватизацијата и поштувањето на процесот на партизацијата во основа го поттикна бранот на иселување на да речам, најспособните и млади луѓе и луѓе во средна доба кои беа квалитетни, кои заминаа од овде. Натаму, следното клучно прашање.
демократизацијата на општеството како целина, ние тој проект до денеска во основа не дебатираме за него, а тој е клучен за уредувањето на државата како една модерна европска држава. Што подразбирате вие, професоре, под тој термин сега демократизација во овие наши денешни околности? Значи, тоа значи непартизација, тоа значи професионализам, тоа значи слободни медиуми, исклучително на висок ниво заштита на човекови права. Тоа значи академска заедница вклучена во носењето на јавните политики. Тоа значи дека медиумски сектор вклучен во носењето на јавните политики. Понатаму тоа значи вклучувањето на една елита од културата која што може како амбасадор нас да не представува надвор и така натаму. Но тоа значи не се случува и тоа е основата, ако вие ги знаете копенхагенските критериуми, владењето на правото и демократските принципи се основните за европските и евроатлантските интеграции. Добро, каде е проблемот? Имаме ли потенцијал? Имаме потенцијал. Такво нешто да се случеше и имаме ли сега потенцијал такво нешто да се случува? Се потешко како оди времето, но ќе мора, мислам дека ќе мора, бидејќи вие сте искусен новинар, во последно време се заостри реториката по тоа прашање и веќе кажам една реченица, па можеби некој како сака нека свати, не може со балкански манири да сакаме и да бидеме модерна Европа. Балканските манири значат корупција, криминал, работа подмаса, непочитување на државата. Најлесно се откажуваме од државата кога правиме бизниси и така натаму. Секој сакаме да ја засече државата и таа не може да биде моќна. А таа да не заштити нас како граѓани треба да биде исто моќна како и сите. Како се вели, ја копаме дупката на идните генерации, на сегашните генерации. И на сегашните идните. И уште неколку сакав да кажам, уште владењето на правото и правната држава, сите извештаи, мислам дека не мора да е стручнак човек, само да ги чита речениците досега ќе му стане јасно. Следната работа е разградувањето на институциите, државните институции преку пак тие политики на партизација, разградување на образованието и здравството, културата, науката како клучна базична основа, субстрат на една модерна и економски просперитетна држава и на крајот последното, бидејќи кога завршив на почетокот како ја проектиравме Македонија, немањето осет за економско-социјалната положба на најголем дел од македонските граѓани. Тие се грото, тие се многу битни и јас постојано велам дека од лојалноста на мнозинството на граѓаните во државата зависи нивото на националната безбедност на државата. Но тие се демотивирани со многу потези и на власта и на опозицијата, вклучително и со овие 78%, веројатно. Па и тоа, да, тоа е еден дел. Тоа подолго време се случува од почетокот нааму. Значи, ние еден дел од елитата се смета како, да речам, многу комотна, дека државата е многу добро и така натаму. Македонскиот граѓанин е трпелив и тој со малку поминува. Јас сум се движел низ Европа и кога ги гледат нашите бројки, они се и чудат како... Добро, тие така наречени елити, економски моќни на позиции, го немаат тоа чувство како граѓаните гледаат на нивните позиции и како се стасани до таму или од кои привилегии ја црпа својата моќ? Позицијата сама по себе не носи ниту знаење, ниту привилегии, ниту... Ќе спомнам една изрека на професорот Темков. Вие го знаете. Професор Темков е познат етичар. На вашиот филозофски факултет. Тој во една дебата, кога почна да се... Етичар, естетичар и логистичар, да. Во една таква работа тој рече, сакам да им порачам, те сеќавам сега нова реченица, на моќните, на побогатите луѓе и така натаму, тоа не е, да речам, нелегитимно, но ако тие не станат општествено одговорни и ако не водат сметка за сите луѓе, и ако не водат сметка за подолните структури кои што се со помала економска моќ, во Македонија знаете дека 70% од населението е во една таква ситуација, тој вели прво тие ќе дојдат во една општествена изолација. Значи нема со кого да се дружат и тие самите, тие постепено ќе се затварат и тоа не ствара здраво општество. Ке ми дозволите мал изглед да направам сега во овој наш разговор на темава што сега ја допревте. Стопанствениците, бизнисмениве бараат се погласно странски работници. Си селија, луѓето си селија, младите не само поради екзистенција, туку поради општи и подобри услови во европските земји.
и тие носат, претпоставувам, вината за исселувањето, држејќи ги на многу низок социјален стандард, па сега истите бараат, нели, вратете се, ќе ви ги качиме платите. Таа себичност се уште ли е присутна или под притисок на тие економски состојби и социјални попушта малку? Дали стануваат носителите на тие погони на државата малку свесни дека за ова човечкиот карактер за кој вие сега спорувате, за граѓаните кои точно знаат што се случува, но немаат можност тоа да го артикулираат организирано? Мислам дека ќе мораат, многу касно почнуваат да се освестуваат, веќе помоќните и по-добрите компании почнуваат да размислуваат за човекот капитал кој е клучен за бизнисите, а одговорот на ова прашање ќе го дадам поодамна. Беше една делегација од Соединетите американски држави во почетокот беше во Македонија, гледаше бизнис климата, имаше средба во комората, имаше со председателот, со други личности, беше поодамна, може 20 на години. И рече се, тие рекоа вака беше заклучено, се чудиме целата економија, значи на вашите бизнисмени, на вашите луѓе кои водат компаниите, се сведува на економисување со трудот. И одговорот ви е јасен. Значи не со технологии, не со напредување не со освојување на нови пазари, не со додадена вредност со повисоко, нели, повисоки фази на обработка, но се сведува на собствениците, односно газдите во Бентли, а работниците на социјала. Седно да се вратиме, професоре, на ова вашава сега актуелна позиција, член на Советот за безбедност, веќе 5-та година во тој состав. Една ваша оценка за работата на Советот, за значењето на тоа тело и во овие 3-4-5 години имавме и кризни, и помалку кризни ситуации, и разбирање и недоразбирање и во државата и во општеството. Како ја гледате вашата улога? Го оправдува ли во овие 5 години, дали го оправда своето функционирање, неговото постоење? Значи, бидејќи јас сум член се уште актуелен на Советот, може би ќе бидам малку и пристрасен. Од тоа што можете да го соопштите. Нека ми извинат граѓаните, морам да бидам малку и пристрасен за тоа, но ќе бидам и објективен, бидејќи ово ми е трет пат да бидам во Советот, значи за време на председателот Глигоров, председателот Трајковски и сега председателот Пендаровски. Значи, на почетокот, Советот за безбедност, бидејќи учествува во креирањето од кога Уставот се работеше, член 86, ако се сеќавате, тој го решава тој проблем, беше замислено тој да биде главно национално тело во рамките на кои ќе се разгледуваат прашањето од националната безбедност и ќе се насочуваат активностите поврзани со националната безбедност кон значи безбедностната заедница. Значи имаше политичка и советодавна надлежност. Сега, тој ги остваруваше своите, да речам, замисли и така натаму преку разни предлози, заклучоци, проценки, анализи и така натаму. Тие се доставуваат до собрание, до влада, до државите, другите државни органи и исто така се доставуваат до Советот за координација, тоа се воведе пред 3-4 години, Совет за координација со безбедностната заедница, каде преседава преседателот. Но што е проблемот? Значи, Советот за безбедност нема моќ на одлучување и Советот за безбедност нема извршни функции. Понатаму, Советот за безбедност остана решен како со Уставот, а вие знаете дека и правниците тоа знаат, дека Уставот директно не може да се применува, значи треба законска основа. Настојувано е повеќе пати, не е тоа направено и денеска Советот за безбедност за него нема закон, како што нема закон за кризна состојба, за воена состојба и за воредна состојба, што е исто така една фалинка во тој дел на безбедноста и мислам дека тука мора да се направат чекори напред тоа да се да заокружи, да стане појасно која е неговата улога и позиција. Но Советот за безбедност ја нема таа извршна функција, но па ја има преседателот на државата, каде што практично е шеф на Советот за безбедност. Да, во таа смисла. Тамо и председател на владата, кој е председател на телото што ја координира безбедностната заедница. Тоа е така, но јас телото е при председателот на државата. Да.
телото е тамо и сега Прашањето ми е дали со закон евентуален тоа би можело се некако мора да се реши. Има една клучна да се работа. подават надлежностите за да може да биде и во таа дневна функција мора така. во некои кризни состојби. Значи тоа мора да се направи што побрзо. Иначе дали беше доста активен, што може да споделам со вас. Например, во овие 4 и нешто години, значи Советот има одржано 19 седници, расправано е по 60 на 70 на точки, не е то така дека не е расправано. Најголем дел се поврзани со состојбата во националната безбедност, во одбраната, армијата, кризната состојба, заштитата на критичната инфраструктура и така натаму. И јас можам да заклучам дека председателот Пендаровски внесе една нова динамика во работата на Советот, бидејќи тој произлегува и ги познава структурите кои што ја сочинуваат безбедnosната заедница и се занимава и научно како професор по тие прашања и тој внесе една нова динамика и тоа не е лошо. Според моето искуство, таква динамика имаше 1991-1992 година, имаше 1999 година со бегалската криза и имаше 2001 за време на конфликтот. Сега, мора да се расчистат, бидејќи ние сега имаме уставно високо позиционирано тело во државата, а со закон и со деловник не му се решени натамошните прашања. Тука сакам да кажам дека, пошто вие ме подсетивте на работа, не сакав да ја кажам, ама сега ќе ја кажам, тука исто мора да се регулира и статусот на членовите, тројцата членови, кои председателот ги именува, бидејќи сите останати членови имаат државни функции, имаат кабинети, имаат цела, да речам, структура која им помага во нивното работење, ние едноставно од страна треба самите да доваѓаме. Кој тоа треба да го покрене ова да се озакони Советот за безбедност? Покренувано е. Дали вие како членови на Советот сте го покренале, председателот на државата, или покренувано и тука стои некаде во некој фиоки уште? Клучното прашање, само тоа со една реченица, клучното прашање кое дојде на крајот да се одлучува, тоа беше 2002 и 2003 година, имаше цел проект за тоа како да се направи, кога довеѓа кој ќе биде главниот на Советот за безбедност, значи тој се проценува дека има поголема моќ и ние се плашиме, тоа е во Македонија. Ако се носи закон да не стане некој друг, значи некоја моќ да не се пренесе од едно место на друго. Целата работа е тука. Значи кој да биде помоќен. Некој со амбиција да биде калиф наместо калифот. Кога сме кај Советот за безбедност, може ли да се сетите да се навратите во овој ваш последен мандат? Кои беа тие најкризни точки, како тој функционираше внатре, бидејќи интересите се и погледите и анализите различни, нели? Спомнавте влада, не знам, собрание и така натаму. Кризната состојба беше најбеше динамична работата со Советот, тога се држеа 5-6 седници, повеќе од 6-7 седници беа посветени на тоа, реферира од армијата до полицијата, до агенција за едно време, цело време Министерството за здравство и така натаму, бидејќи знаете и армијата беше употребена за кризата, беа пренасочувани многу ресурси. Инаку за ковид кризата зборуваме. Ние така почнавме фактички. Веднаш по конституирањето започна кризата. И тогаш се покажа и многу работи. После председателот покрена и дебати околу тоа, имаше расправи. Се покажа многу работи каде што некои пунктови институционално не функционираат. Да, се покажа и тоа. И сега гледате што е интересно. Председателот донесе, нели, воведе кризна состојба, он има право по уставот, меѓутоа таму вели после 30 дена тоа мора да се прифати од собранието, бидејќи во кризна состојба законодавната власт во основа ја добива владата. Владата располага со огромни финансиски ресурси и се можни злоупотреби и така натаму, но јас сад не можам да зборувам у детали, јас предупредував неколку пати и да го заштитам председателот, бидејќи сепак тој е авторитет државен и во државата и треба тоа, дека треба да се потврдат одлуките и треба да се инсистира на тоа, меѓутоа вие знаете што се случи. Потоа кога ги доставија до собранието, до денеска не се прифатени, не се потврдени од собранието. И ние имаме тука простор, знаете, собранието тие ги прифаќа, подсетете ме, со двотретинско? Мислам не со просто мнозинство е. Тогаш има и некаде има коршлус. Јас сум на страната, некој проблем. Да, нешто не е во ред, но тоа се повисоки политики. Тоа евентуален закон за Совет за безбедност би го решил тоа? Би се решили и процедурите, и постапките и така натаму. Професоре Трајан Гоцевски, сега околу ова темата на која зборувате Совет за безбедност така натаму, ние
кои се можни сега надворешни кризни точки што еве и вас ве загрижуваат, па и внатрешни? Или надворешни кои може внатре да предизвикаат некои состојби, или автономни одешни внатрешни кои може да ескалираат и да донесат амбиент не посакува, нели многу работа за Советот за безбедност, за жал. Каде ги лоцирате? Значи прво мора да почнеме од глобалната средина. Значи во моментот глобалното безбедносно окружување се оценува, тоа е оценка и на НАТО и ние бидејќи сме членка таму, значи како комплексно, со невидена динамика, интензивна геополитичка конкуренција, ривалство меѓу акторите по сите основи, вмешаност на сите центри на моќ на глобално ниво и со елементи на непредвидливост. Тоа е сегашната процена за ова. Сега, тоа глобално безбедносно окружување... Тоа е една голема неизвестност за светот веќе утре. Апсолутно, да. Го имаме. Го имаме тоа, војните траат, се прошируваат и така натаму. Сега видите, одиме натаму. Тоа глобално безбедносно окружување генерира услови за мултиплицирање на безбедностните закани и на тлото на Европа и пошироко, а ние сме на тлото на Европа. И сега, одиме понатаму, се создаде видоизменета и тоа во негативна насока состојба. Имаме војна во Европа, војна во Блискиот Исток, имаме екзодус во Нагорно Карабах, палестинците во Газа исто така. Имаме мигрантски бранови кон Европа кои не стигнуваат. Државите на Западен Балкан, иако да речеме требаше да бидат веќе дел од Европската Унија, стануваат мета на странски влијанија, со етнонационалистички пројави, но и со влијание од страна кои што се многу интензивираат. Имаме инцидент, имавме на Косово, тоа е што се вели во нашиот двор, има импликации и кај нас. Во Босна и Херцеговина сецесионизмот се подгрева и се подгрева политика за на некој начин ревидирање на Дејтонскиот договор. И односите во регионот речиси имаат отворени прашања секој кон некого, а проширувањето на Европската Унија не се случи. Сега, за нас, што е важно за Македонија, оти сега тангирањето одиме, сега ова ваква ситуација, таа создава безбедностна средина во која функционираме и ние. Значи, таа геополитичка, воено-стратегиска и геоекономска состојба и наметнува и интересите на големите играчи, како што Европска Унија, НАТО, Соединените и американски држави, јасно укажуваат на ставот дека зацврстувањето на независноста, суверенитетот, територијалниот интегритет на Република Македонија, дека Македонија е суверена држава, членка на НАТО и на Обединетите нации, со цврст став за Европската Унија и дека таквата подршка ќе продолжи со сите расположиви капацитети. И во тој дел ние треба да бидеме, значи, поспокојни. Затоа ставовите на нашата држава околу евраталските интеграции, особено околу заштита на нашите национални интереси, идентитет, култура, јазик, традиции, континуитет на македонскиот народ и така натаму, се во согласно со геополитичките, стратегиските интереси на нашите сојузници и партнери, и затоа во тој дел исто така нашата позиција е комфортна. Значи, нашата политика не оттапува од овие глобални... Сега, во моментот нашиот источен сосед, знаете, преку Европската Унија, на некој начин го блокира нашиот европски интегративен пат. Иако моменталната значи ги кажав геополитичките интереси кои се за кон нас, значи нашите источни соседи се на некој начин врзуваат кон некакво минато и во основа, јас ова многу тешко го повторувам, ама сега ќе го кажам, ако земе да гледате и во сите други, да речам, невралгични точки на Балканот, позадината е во територијални аспирации, нели, кон одредени држави и Македонија како пример е тука. И тој источен сосед, мислите, секако на Бугарија е членка и на Европско Унија, на НАТО. Да, но тоа е... За какви аспирации, нели ги има аспирациите во рамките на Европската Унија?
да се задоволат сите големи аспирации, голема Бугарија, голема Србија, голема Грција, голема Македонија, Албанија во крајна линија. Да, јас сакам кон унитарниот карактер после овие да ги спомнам и сега гледате, сакам да спомнам на тоа дека ова е непринципиелна работа, таа се коси со геополитичките случувања и кога тогаш што ќе излезе на површина, мислам дека од тоа не може Бугарија да излезе со никаков бенефит од ова, а инаку непосредното безбедносно окружување на Македонија е под силно влијание на овие комплексни и специфични состојби, односи и така натаму на Балканскиот полуостров, тоа има директен, да речем, директно влијание врз нашиот безбедносен амбиент, но ние имаме сега покрај поддршката и исчекор, значи со зачленувањето во НАТО, исто така преку успешното завршување на скрининг процесот, нашата позиција станува уште полагодна на тој пат, бидејќи сите видеа дека сепак Македонија кога сака има капацитет. Европа даде виза, да. Сега останува уште единствено Бугарија да, односно овде од кај нас да се крене рампата, значи, на некој начин. Се потврди дека ние цврсто ја поддржуваме европската интеграција и во рамките на тоа ние мораме да сите даваме придонес да ги остваруваме таквите наши стратегиски цели и во таа насока, само ова сакам да повторам, дека ние градиме безбедност, надворешна безбедност, одбранбена политика и градиме капацитети за нашата армија и другите структури на принципите на солидарност, силна трансатлантска врска, споделени обврски во рамките на колективната одбраност, безбедност и заштита и во рамките на стратегиското партнерство со Соединетите американски држави. Многу брзо некако време во минува, јас имам уште прашања. Збор 2, само збор 2, професоре, ова со Преспанскиот и со Северна, сега се покажува дека беше добар влог, исплатлив влог? Јас бев еден од луѓето кои бев замолен да објаснувам околу тој проблем и мене ми е жал што тогаш многу луѓе, дури имаше една анкета дека 97% на луѓе кои беа анкетирани дали го прочитавте договорот од Преспа, одговараат дека се информираме од средствата за јавно информирање и така натаму. За да се анализира таков документ, значи тој треба многу детално да биде прочитан, треба да биде погледната секоја запирка, а и да му ја знае генезата на договорот. И да биде разбран. И да биде разбран. Например, со Преспанскиот договор е продолжение на договорот со Грција, тој е 95-та година подпишан за нормализација на односите и тој е само продолжение, дури еден најдобар дел од речениците, смислата, дикцијата и така натаму. Тоа е значи продолжение. Од кога се види дека без решавање на спорот со Грција нема каде да одиме, целата меѓународна заедница значи застана за овој проблем, се направи Преспанскиот договор и сега од него точно е тоа дека е тешко, ние добивме географска одредница, но него добро објаснуваат. Ние со Лисабонската декларација ни беше забрането да го употребуваме именката Македонија во името... Јуни или јуни 1992 година се избрише името Македонија. Да, сега. Значи, ние сме Македонија, имаме географска одредница, вие знаете дека многу држави имаат географска одредница, не е пријатно, боли што би рекол секој човек го боли тоа, но тоа сега што откочи натаму. Првото прашање беше за членувањето во Обединетите нации под сите критериуми кои што се прават за секоја независна, суверена држава. Практично тој момент Македонија на некој начин и од тој момент станува со сите износи што се вели слободна, самостојна, независна и членка на ООН. Да, ние пред тоа бевме, значи поранешна Југословенска република, а Југославија не постоеше, и бидејќи територија под закрила на ООН на некој начин, ако може да се каже. Па не бевме под закрила. Добро, бевме, комунициравме нели со... Имавме привремена регистрација со продолжување на преговори за името. И тоа беше клучно. Значи можам да заклучам вашиот став дека беше исплатлива ова инвестиција. Апсолутно мораше да се направи за да ние како држава се етаблираме прво во светскиот систем на колективна заштита
И второто, да се отвори вратата кон евроатлантските интеграции и фала на Господа, тоа се случи. Станавме дел од евроатлантската зона која обединува милион луѓе со силни капацитети за одбрана и заштита и на националните, но и на регионалните, да речем, интереси. Немаме, што се вели, море, но имаме носачи на бродови во рамките на тој заштита. Авиони во авиона кои за 15 минути... Кажете ми, лично што мислите вие сега актуелно, исто така со неколку зборови, навистина времево веќе ни одмина за жал. Ова проблемот со Бугарија, односно и проблемот овде со нашата внатрешна блокада, тој е договорот со Бугарија и Историско-образовната комисија е поголем проблем отколку ова со Преспанскиот со Грција или е порешлив? За жал, кога се потпише Преспанскиот договор, јас имав едно интервју исто и кажав дека ние треба да размислуваме најтешките преговори ќе се случуваат со Бугарија. Јас тоа го знам многу одамна, јас бугарските односи исто ги следам, бидејќи од Делчево потекнувам. Од времето на Цола Драгојчева и Тодор Живков нааму. Да. И многу добро ги знам и знам која е нивната, од предика тоа веќе сите го знаат, која е нивната основна теза. Но мислам дека сега ќе се вратам на тоа претуда што го зборував. Таа теза е во спротивност со геополитичките, воено-стратегиските и другите интереси на големите играчи и држави и колективитети. И во тоа Бугарија нема право и таа не може да издействува некои работи кои што овде... Нема многу простор за стравување, ако добро ве разбирам. А да се вратиме на кратко, исто во една минута, што се вели, често вие повикувате во вашите вака и изјави, настапи, иако ретко ви се случуваат, на единство. Кои се клучните точки, еве, не единствени сме и за Европа, не единствени сме за милион работи, по основ на национализам и така натаму. Кои се за професор Трајан Гоцевски клучните точки на обединување? Што е тоа што е заеднички именител за сите, а што мора да се случи неминовно за Македонија да ги добие атрибутите на една нормална, стабилна, европска, не знам, цивилизирана држава? Еве, прво да почнеме од амбиентот. Значи, ние влегуваме 2024 година е година на избори. Значи, имаме избори во Европската унија, ќе се бира генерален секретар на НАТО, имаме избор во Соединетите американски држави, избори Русија и Украина кои што се во војна. И некаде прочитав сега дека околу 3,5 милиарди луѓе, значи толку држави со толку луѓе имаат избори. Дори една Индија има до години. И сега се поставува прашањето, каде ќе тргне светот? Значи, каде ќе тргнат големите политики? Клучното прашање е ние тоа да го процениме и тамо да можеме да се приклучуваме. Бидејќи и ние сме во изборна година, и јас затоа кажав, првото и основно прашање за нас ќе бидат фер и демократски избори на кои што нема да имаме поплака од овие луѓе кои што не мониторираат. Тоа е клучното прашање и тука треба да имаме првиот, да речем... Тој испит ми се чини последните изборни циклуси го положивме веќе, тука и таму. Но има и поправни испити да видиме, се надевам да биде добро. Тука мораме да имаме за тоа обединување. Второ, националните и државните интереси, во кои што спаѓа и европската интеграција, мора околу неа да се направи, јас имам една реченица, значи колку е нужно да се направи обединување, затоа што алтернативите ги слушаме, кои се, перспективите се многу јасни ако идеме во изолација и околу тоа прашање ние мораме да постигнеме еден нужен консенсус, без разлика на тоа кој ова. И јас сега овде сакам да ви кажам. Мене сега, како едно од да речам, скокотливите прашања кои ме загрижуваат е поделбата околу ова прашање и затоа често пати мислам дека е можен консенсус, тоа е врвно национално и државно прашање, бидејќи сега имаме две линии на поделба на македонското општество, а ние мора него да го правиме, да речам, кохезивно општество. Бидејќи преска спомнам, бидејќи како општество влегуваме во тие колективитети. Ние тамо не влегуваме како албански, македонски блок, не знам, ние влегуваме како општество. Не влегуваме како невладини организации или како политички партии. Затоа за тоа прашање е битно, а видите кај нас се случи сега поради овие политики, еве ќе кажам, на непостигнување некој консенсус, што го направија и Хрватска и Словенија пред да влезат во НАТО, и у Бугарија го направија пред да влезат во НАТО и Европската унија, кај нас само тоа не се случи. Имаме поделба кај албанскиот блок, значи кој што исклучиво поддржува евроатлантските интеграции, значи нема ниту една партија која има резерва.
И таа поделба кај македонскиот блок е нешто пониска и таа шавот полека се гледа дека не е цврст како што треба. Втората работа е уште пострашна. Поделбата во македонскиот блок по тоа прашање. И тој не смее да се отвори како новина. Затоа што на тоа ќе се надоврзат сега, понатаму. Ќе се надоврзат, идеите за учество на политичка партија на премиерот на Косово за учество во изборите во Македонија. Јас мислам дека тоа прашање е играње со огин. Тоа не може по закон да се дозволи, но веќе се игра и тоа е на таа релација на поделба на македонското општество. Ние бевме многу фер во односите со Косово во секое време, од признавањето до денеска. Мислам, јас дискутирав на едно место по тоа прашање како еден ризик уште кога се слушна таа идеја, че ние мора да седнеме и нашата дипломатија да поработи и со Косово, и со премиерот на Косово, и на него ќе му треба многу поддршка натаму. Добро, тоа за сега е малку повеќе во рамките на ЕПП, нели, еве се влијанието од Косово, таа партија може да се регистрира овде со македонски граѓани, нели? Може да стават име како сакат и тоа ќе биде легитимно. Прашањето е веројатно на политиката. Легитимно е, но дека е провокација, претпоставам на тоа алудирате, е провокација на некој начин. Да, и тоа алудира околу... Бидејќи бевме сведоци и неговата посета на косовскиот премиер, неформална тука има и така поголема натаму. историја, да. Тој не го прави тоа случајно, но ајде да видиме што ќе покаже времето. И сега да речеме уште тоа, ние треба кон безбедносната заедница да имаме исто консенсус минимален некој, значи не можеме ние да речеме модернизација на армија да имаме ден за ден или година за година. Значи тоа мора да се издигне, да не го расправаме, нити да го врзуваме со една влада, ниту со еден парламент. Да речеме други работи кои што се околу стратешки. ставните нужни промени за почеток на отворање на кластери, на конечно тргнување по патот, по европскиот пат, по интеграциите, стравот дека ќе се бугаризираме поради договорот и поради протоколите и така натаму во врските што ги имаме во рамките на рамката, да речам. Професор, ќе се бугаризираме ли? Стравот го има, би биле нереални ако го нема, и тој произлегува од многу работи. Но од каде е стравот? Кој го наметнува? И зошто? Од кој причини? Само неколку реченици. Например, создавањето на национална држава и на Балканот е многу долг. Процес бил, кај сите бил долг ова, но за Македонија и за македонците и граѓаните кои што живеат, значи националните заедници кои живеат во Македонија со векови, тој има многу скапо платено за тоа и до ден денеска, значи се уште тој процес некои сакаат да го држат отворен. Понатаму има многу недоразбирања кои што се јавуваат и денеска, дали по партиска, дали по друга линија, дали по комшинска линија, дури јас мислам дека на таа линија сега оди, ние преа неа да објасниме бугарската политика, со давање пасоши, со барање да влезат во уставот, со барање и таа е децениска, уште малку и вековна ќе значи, стане. да заклучам, значи има елементи за страв, но објективни елементи за бугаризација, за албанизација, за грцизација, за србизација на оваа држава и на овој народ нема, затоа што заштитата на сите народи и на, како сакате, малцинства и како... Е институцијата наречена држава, веројатно. Значи е државата, е Обединетите нации кај што сме членката и имаат висок степен на заштита, тука е сега ОПСЕ, тука се Обединетите нации, тука е Европската унија, тука се ова. Значи имаме во тој дел заштита и уште една работа сакам да кажам. Националното чувство, припадноста кон одредена нација е лично чувство. Не може никој да ви го наметне. И колективно на некој начин. Значи, според тоа, има тоа прашање, мора се упати кон сите нас, ако кој може да ви наметне друг јазик, туѓ јазик, кои нашите дедовци, прадедовци, и ви имате сигурно, јас познавав еден дедо кој беше роден некаде 1886 година. Го памети или детското востание, 3 пати се преселувал, бегал од грците прво, па бегал од турците во тоа време и така натаму, ама македонец беше на 90 и кусур години, 60-те години, тој не сакаше. Си ја знаел својата припадност. Значи никој не може на сила. За крај, по Киро Глигоров, има ли авторитети во Македонија влијателни политички и потребни ли се? Авторитети се... Кога зборуваме за единство. Авторитети се потребни, треба да ги имаме, мора да признаеме дека се помалку имаме, виновни се, да речем, и самите политички структури. Знаете, мојата теза дека беше кога
разговаравме за реформи за Европската унија, мојата теза беше јавно изнесена. Прво треба се почне од реформи и демократизација на политичките партии. Бидејќи оттаму се пресликува понатаму државната структура, значи од председател на држава па надолу. Сега, како одеше времето, како настануваше таа партизација и поларизација од едни, од други, од трети, ние почнавме да се однесуваме кон се и се што, дали има причини или не, да ги омаловажуваме политичките лидери или како сакате, министри, председатели на влада и така натаму на собрание. Не толку ние, колку може би професоре тие самите меѓу себе. Зборувам. Да, во тие политички битки за да се дојде на позиција. А тие се менуваат. И сега, кога едната е во опозиција, другите ќе ги направи, знаете, со кои зборови не би сакал да ги употребам, а утре тие стануваат исто. И последица на тоа се поделбите и ден денеска завршуваме. Изборот ми е, ќе заклучам со тоа. Значи, сите сме виновни што не изградуваме национални лидери, да застануваме зад нив и да им помогнеме тие да ги решаваат државните работи поавторитетно, бидејќи замислете еден председател на држава која представува нашата држава, кој е врховен командант на нашата армија, кој по уставот е тој кохезивен фактор во општеството, кога ние за ниеден председател досега не застанавме како што треба. Од председателот Григоров до председателот Трајковски, до председателот Ѓорѓи Иванов и така натаму. Значи, на сите една гарнитура го поддржува, која го има ова другата. Малку или малку повеќе сепак ни треба и општа и политичка култура. Завршуваме, професоре, пишувате нешто ново, нова книга, автобиографија можеби? Видете, јас сега, следејќи ги овие геополитички случувања, и имам една идеја и работам на еден текст, геополитиката, геостратегијата и одбраната. И тоа, мислам, наредната година ќе излезе една публикација. И мислам дека имам и тука една обврска и према Воената академија, бидејќи они имаат тамо втор циклус, трет циклус и на таа тема ме повика одржав некое предавање, така да и благодарам за тоа. Така да ја малку да си ги развишам малку повеќе мислите, бидејќи една книга која објавив пред 10 години, таа беше унификација на системите во услови на глобализација. И основната теза беше глобалниот систем бара еднакви системи, економски, политички, ако е пазарна економија секаде да е да може трговијата добро да се одвива, ако е политички систем да е демократија, парламентарна и така натаму, но тие процеси кои се туркаат со сила, не може вие на Иран да му наметнете, тоа е голема држава, не може на Индија вие да наметнете демократија каква има на други држави. И јас тогаш изразив едно плашење дека ова ќе доведе до многу нереди, ќе наруши безбедноста глобална. И тоа се случува. Со тој почнавме практично. Да, и затоа би беше идејата да направам сега малку како продолжение кај сега се наоѓаме после 20 на години. Ајде, ќе го видиме и тоа дело. Автобиографијата 24-та. Автобиографијата, да ви кажам, имам јас некаде околу 2000 страни белешки, такви некои, но тоа е друг проблем. Денеска веќе книга никој не финансира, особено ако не сте актуелен, па да може нешто да помогнете. Вие средете, сепак ќе се најде мецена и за таков труд. Слободен печат, Цивил медија, професор доктор Трајан Гоцевски, ви благодарам, среќни празници. И вам, почитувани, се најво и во новата 24. И јас ви благодарам и многу среќни празници на слушателите. Не е се толку темна работата во Македонија. Македонија мора да биде просперитетна држава и да се надеваме дека 2024 ќе почнат позитивни. И сред зима имаме сончеви денови.